2025 година на Охридската ривиера донесе поголем број на гости во однос на претходната. Експертите ги сумираат податоците. Станува збор за 8% зголемување на туристи кои го посетиле Охрид, но тие оствариле помал број на ноќевања. Заклучно со август, во првите 8 месеци од годинава, порастот на бројот на ноќевања е 2%. Симптоматично е тоа што има намалување на бројот на ноќевања од домашните туристи, што значи, иако се побројни, тие просечно помалку остануваат во нашиот туристички центар. Сепак, податокот дека имаме зголемен број на странци кои доаѓаат и го продолжуваат својот престој, дава надеж за еден добар туристички развој. Експертите анализираат што треба да се направи идната 2026-та. Многу се битни содржините што се нудат. Многу е битна исто така и промоцијата што се прави. Тука треба претходно агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја имаше таа задача, сега е тоа префрлено на Министерството за култура и туризам. Се надевам дека новата организација ќе донесе и нов квалитет, дека ќе се промовираат нашите дестинации во државата и во странство, посебно во државата, зашто на некој начин имаме намалување на интересот за посета, односно подолго трајно останување во Охрид. Последниве 15 години бројот на туристи расте, но тоа е само статистичка категорија, која не значи дека го подобрува квалитетот на живење во Охрид, односно дека се нудат подобри услови, велат од општинскиот сектор за туризам. Факт е дека соседството со брзи чекори ја подобрува туристичката понуда, пред се преку развојот на инфраструктурните проекти, нешто на што интензивно се работи и во Македонија. Искрено верувам дека со тоа што во догледно време очекуваме автопатот да биде завршен, што ќе представува една дополнителна позитивна карактеристика за пристапот на туристите до Охрид, да се надеваме дека за скоро време ќе бидат во догледно време дека ќе бидат реализирани најавените проекти за железница, за автопатот преку Ќафасан со Албанија, што во голема мерка ќе ја олесни комуникацијата, што е едно од основните предуслови да може да размислуваме за развој на туризам. Дополнително, многу значи воведувањето на нови авиолинии од двата аеродроми. Она што сега треба да се направи е силна промоција и изготвување на национална стратегија за развој на туризмот. Да се склучат договори со соодветни туроператори, посебно од Европа, меѓутоа и од далечниот исток, поготово во оној вонсезонски период, сугерираат експертите. На таков начин ќе имаме многу добри резултати и можеме да привлечеме не побројни, туку поквалитетни гости.